Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Дами и господа, старо и младо, другари и другарки, вие ја гледате втората сезона на Redcast. Вие ги гледате црвените вести. Ви благодарам што сте со нас. А ова се настаните што ја одбележа неделата. Мицковски отиде директно во европското дувло, храбро тропна на масата и рече: If Press Patriti was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution, finally decent, long-lasting, sustainable solution that will provide solution for this artificial dispute. Со тоа им го честита утрешниот ден на ВМРО со преспанскиот Назаев, прогласувајќи го за брилијантен. Ексклузивно за црвени вести, косовар влегол во кафезот и имал сексуални односи со орелот во знак на протест за голема Албанија. Резултат на тоа – пилешки грип. Да погледнеме. Ево, сега ги фрливме од 4 тука, со све пријателот. А секи дан по 2-3 цесуваат. Овие што се од Турска донесени? По да бе, од Турска, од овде, од Турска, сега го донесле болестот и секи голубар има по 2-3, не кажуваат сега и цесуваат да не им ги зима државата или некој друг, не знам кој, да ги чисти, да гледа што е работата. Кое ребро е подобро? Тоа во фурна или тоа на скара? Дилемата останува нерешена. Дали наркоманите и љубоморат на Дафина што не може да си купат 6 стан? На повидок е голем хит. Политичарите се здружија за нова песна. Во Хероина денот ќе видиме маникир или педикир. Секако, ова е на стародобриот проверен начин. Како се подготвува составот, прс на уста, брада ми густа, владата реши да финансира македонска серија налик на турските серии. Криптогемиджија дава совети за црвени вести. Ребро ко ребро. Некој го сака печено, некој го сака на скара, некој го сака во фурна, а некој не ни го јаде. Дилемата останува неразрешена. Какво ребро јаде Арбен Таравари? Да погледнеме. Докторите, да речам, се обучувани во Ребро, во клиничката болница во Ребро. Во Собранието на Република Македонија настана голема дискусија. Дали Дафина ги купи своите 6 стана само заради тоа што не се дрогирала? Да видиме. Јас не сум богаташка, ти си богаташ. Наркомани сте. Јас 6 стана многу добро знам од кај. Голем хит на повидок, драги гледачи. За прв пат во историјата на Македонија, власта и опозицијата направија заеднички хит. Да видиме. Сузама сам лепи од таплете, отишла е однела ми диете, због неја сам напрокидо мајку,
I zato sada, i zato sada, i zato pjevam cajku. Došli ste na branu i na matka, u nas pauza je kratka. U nas dlake sve su riđe, kažu žene, viđe, ali jaja niđe. Samo šlišaj, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Еден господин измисли иновативен начин на стругање на пети и со тоа им покажа на очајните домаќинки како не треба да се трошат пари за глупости. Погледнете. Fatto radimo ga profi, poi stiamo radi. Gigi bau fatto. Ramnjaga sonti ve pod Vaservagu je bote. Jo. Ma nema bre, pogledaj šta mu radi trojka, sin ubica bato. Gle ovo, jo. Krokodilka bato, vidiš šta je. Ma nema bato. Спектакуларен настан ќе се случи на Пиволенд, кој ќе го здрма Балканот. Станува збор за неколку мажи кои што ќе свират на своите бузи. Да погледнеме. Zovem se Leso Gavrilović. Sviram prvi glas. Zove se Rade Petrović. Sviram drugi glas. Sviram treći glas, Gavrilović sigurno. Zovem se Jovanović, recimo sviram bas. Zovem se Jovanović Mladen, sviram drugi bas. Sviram drugi glas, zovem se Jovanović Despot. Владата реши да финансира македонска серија налик на турските. И замислете, покрај големите примања и покачувањето од 78%, овој пат си доделија и главни улоги во серијата со наслов Кога мачињата ќе стивнат. Од блиски извори дознаваме дека хонорарите воопшто не се мали и дека планираат да направат неколку сезони. Сепак, нашата редакција успеа да се претплати на нивниот канал и да ги добие ексклузивните права за подготовките на оваа серија. Па предлагам да ја погледнеме. Уживајте. Најтешко ми е кога пазарам. Догодам со кесите по 6 на рацете ме паѓаат. Боли многу, еве ти дечко пееќе. Фала. Кај нас дома, мојот маж оди на гинеколог, зашто само јас имам муда во нашата фамилија. Ајде бе, шири нозете. Ке разубавиме Македонија вака. Се поцнав. А и крв ке пуштам, само цело дај. Дечки, јас не сум тука да ве убедам да влезете внатре. Јас само сакав да прашам, смешта еден требит? Мене уствари жена ме натера да се уклучам во политика. Да седна дома, знаеш, ке седиш. И она ке чисти нешто дома, ке прави ово, она и ја и досеѓам. Та не ме тепа. Ај ми вика, оди, бренд по кладилници ми пушташ. После нешто, некоја фирма таму за ми зел, ма не идеше ни тоа. Се мафташ без везе и на крај вика, абе да бидеш политичар. И си размислувам ја онака, викам, стварно, па ја над просечна неинтелигенција створен за политичар. И отидов после. И е се, гледаш што кај стигна. А сега од нашата извидничка единица длабоко во непријателската територија. Гемиџијата ќе не ги сподели најбитните глобални случувања од геополитиката и макроекономијата, специјално за црвени вести. Уживајте! Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст. Рапорт од извидничката единица Гемиџи позади непријателски линии во Малта, кои што имаат да репортираат за црвени вести, одредени позитивни ствари, кои што дефинитивно би сакала публиката на Редкаст да ги слушне. Прво и најбитно ни доаѓа самиот 16-ти самит на БРИКС на 22 до 24 октомври со почетокот на новата сезона на Редкаст.
Најбитна работа за која што треба да разговараме во оваа ситуација првенствено е самата експанзија на БРИКС, каде што можеме да видиме дека ефективно основната БРИКС коалиција, која што беше помеѓу Русија, Кина, Индија, Јужна Африка и Бразил, прво се зголеми за уште 5 нови членки со исклучок на Аргентина која што одлучи да се откаже во последен момент, а тоа се нормално Етиопија, Египет, Обединетите арапски емирати, Иран и Саудиска Арабија, со тоа што се очекува огромна експанзија потенцијално и во овој самит, овој 16-ти самит во Казан, Русија, каде што ефективно се очекува да се приклучат голем дел од овие кандидати кои што моментално се на листата за кандидати, тоест за следни членки во БРИКС. Тоа е првата работа за која што треба да поразговараме. Втората работа нормално ние воведувањето на нов плакечки систем. Тоа е систем за меѓународни трансакции кој што треба да работи надвор од SWIFT. Исто така овој плакечки систем работи надвор од спрегите на доларот како резервна валута. Односно со овој систем кој што треба да се промовира на главниот дел од самитот во БРИКС од 22 до 24 октомври, дефинитивно ќе се добие одлука за тоа дали постојаните членки на БРИКС и новите потенцијални членки на БРИКС ќе се приклучат на овој нов систем, така наречен Ембридж, кој што гледате и сами, дури и интернационалната, во ова би било Централна банка на централни банки, односно Bank of International Settlements, го поддржува и е дел од истиот, со тоа што веќе имаме неколку основни членки кои што го употребуваат, а тоа се Кина, Хонг Конг, Обединетите арапски емирати, Тајланд и Саудиска Арабија. Со тоа што се очекува и останатите да се приклучат, ова е буквално борбата против доларот како резервна валута и владењето на западните сили во однос на платячката инфраструктура. Дополнително, ова е нормално сетлмент на највисоко ниво на централни банки, кои што практично на сосема нов начин преку блокчейн технологија ќе ги прават овие меѓународни порамнувања. Со тоа што дополнително овдека имате и за физички и правни лица, веќе имаше демонстрација за BRICS Pay апликација која што ќе биде активна на сите држави во БРИКС. Веќе ефективно почнува да се користи, буквално ќе биде начин на кој што со било која валута од БРИКС ќе може во било која друга членка на БРИКС да буквално плаќате во сопствена валута со така речено ова потенцијално дебитна картичка, со тоа што нормално повеќе за тоа ќе дознаеме како се движи и самиот БРИКС самит. Идејата е дека ова не е само за највисоки институции, туку и за физички и правни лица. Со тоа што овој тренд на дедоларизација кој што моментално го гледаме се повеќе забрзан поради развојот на БРИКС, го доведе доларот од 70% до помалку од 60% од 2000 до 2024 година како резервна валута која што се користи моментално од институциите во светот. Тоа ви кажува дека трендот на дедоларизација и понатаму се забрзува и дека главната причина поради ова е токму проширувањето на БРИКС. Дополнително на овој самит ќе се разговара за трета многу битна работа, а тоа е самата БРИКС валута, која што сама по себе треба да биде против тежа на доларот на светско ниво и треба да биде комбинација од блокчейн технологија, од така речено кошница на најголемите валути во БРИКС членките и златна резерва. Така да се уште не е потврдено како се тоа ќе изгледа, но во иднина ќе добиеме повеќе информации за се тоа и верувам дека ова е на некој начин дестабилизацијата која што е потребна во светот за конечно да дојдеме до мултиполарен свет. Односно, се повеќе и повеќе се движиме кон неизбежниот заклучок. Дека мултиполарниот свет доаѓа без разлика дали тоа му се свиѓало или не на Западот, Гејропа, Мурика и останатата екипа, која што може да ја проследите на сликите доле, од Гериатрија 7 Сојузот, и доаѓаме во ситуација каде што едноставно ќе мораат да го прифатат тоа што е реалност, а тоа е нов мултиполарен свет. Ви благодарам, ви посакувам среќна нова сезона, ви посакувам уште подобро партнерство со она што моментално го имаме како соработка помеѓу нашите канали и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија, од топлата Малта и од изидничката единица позади непријателски линии. Поздрав, генерале! Ви благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер и останете во добро расположение. И запомнете, немојте да грицкате ногти.
И еве повторно во студиото на Редкаст, драги гледачи, се надевам дека генералот го задржа вашето внимание со неговите интересни содржини. А пред да си го најава мојот гостин, би сакал прво на оваа мува да ја речам да си оди и да ви соопштам една убава вест. Од вечера во ова премиерно издание на Редкаст, веќе ќе можете да донирате на нашиот канал, доколку сакате да не поддржите, да продолжиме да правиме вакви интересни содржини и да твориме се подобро, односно да го дигнеме левелот на нашиот подкаст, секако ни се потребни средства, а тоа може да го направите во опис или дескрипција под нашето видео, каде што има линкови и на различни начини може да донирате за нашиот канал. Колку за еден бурек со јогурт или кафе, или да се претплатите, тоа оставам на вас, вие да одберете, се надевам дека ќе не гледате и ќе го направите тоа. А сега, дојде време да си ја представам мојата гостинка. Таа не е обична гостинка, таа е една од најубавите актерки моментално во Македонија, која што е присутна буквално на секое поле. Може да ја видите во некои филмови, може да ја видите во некои македонски серии, незиниот глас да го чуете на турските серии, секако се разбира, веќе долги години го прави тоа. Што да кажам, добро вечер за Ирена Илиевска. Добро вечер, Кире. Што направи со најавава, како ми спофали. Не можам на памет да научам. Сега вака никој не ме најавил, фала ти многу и се надевам на вистина, а имам лесна нога, да знаеш, се надевам дека оваа сезона на вистина ќе ти тече како река. Да, и првата не беше лоша, меѓутоа ние се трудиме овде со мојава екипа да направиме нешто повеќе, секогаш да го дигнеме. Треба да растете од година во година. Левелот, така. Кажи ми, ајде, како се чувствуваш, ти се свиѓа ли ова атмосферава, како си ти, период на настинки, дали се држиш добро, се чуваш ли со тие имуно, сирупчиња, пиеш ли чајчиња? Се чувам, пробувам да се сочувам, да, имам пријател што работи во телевизија, замисли, и ми вели, ако ти кажам што се има надвор, нема од дома да излазеш, од вируси и настинки. Гледам да не се оптоварувам со тоа, мора да работиме, мора да функционираме, мора да се движиме, да, гледам алтернативна медицина повеќе, нели, медчиња, ѓумбирче, така, некако си го одржувам здравјево, гледам да сум подалеку од аптеките. Так. Се чувствувам многу убаво инаку, студиото ви е прекрасно и сум за прв пат во животот гостин во подкаст. И баш ми е мило и тоа баш кај Кире. Што се одважи да дојдеш, бидејќи ова е премиерна епизода од втората сезона и се мислев долго време кој да викнам, викам чекај бе колешка ми ќе си ја викнам. Браво, супер. Затоа што знам дека и стварно не си била до сега на подкаст. Да. Инаку подкаст е многу лабаво. Да. Гледаш, си седиме, си правиме муавет, не мора да се осеќаме како на некоја емисија, нели во живо, се уште не одиме во живо. Кажи ми, Ирена, за пошироката јавност не знаем од кај си. Јас знам од кај си, меѓутоа ајде да слушнат и другите. Ти си скопјанка, влечеш некои корени, да речеме, од некој друг град, село, од кое мало си? Од Скопје сум, од Козле. Во Козле сум растена, од Козле се моите, мајка ми и татко ми, таму се запознаени. Во Козле останав, мислам дека нема ни да го променам. Мислам дека треба Козле споменик да ти направат штом толку си од Козле. Океј, ајде, како почна да се занимаваш со театар? Сосема случајно. Значи, вака бевме 8 оделение, 3 другарки најмногу си се дружевме од основно и едната другарка беше заљубена во наводници во Тони Михајловски после филмот Балканкан. И дозна дека Тони Михајловски има драмско студио, сцена со Александар Микич што го водат и јас бев, како да ти кажам, мора да дојдеш со мене за да ми пројде срамот, да. Вие двете, други две, мора да дојдете со мене, нели? После откажете се, не е важно. Сега тие двете си завршија сосема друг факултет, се занимаваат со нешто сосема друго, а мене ми влезе чивијата и остана заглавена во глумата. Да. Така почнав, значи негде 14 години. Одевте на драмска секција? Драмска секција, после тоа природно си дојде, мислам, во средно имавме, како беше тоа, предметите, глума имаше нешто исто, сериозно, драмско, да. Како беа поделени тие, некој беше математички смер, некој беше уметнички, па беше за јазици, глума, нешто така. Кај заврши средно? Во Здравко Цветковски, гимназија. Здравко Цветковски. Тоа ти е ГУЦ гимназија. Така кажи го Здравко Цветковски. Па некако тука ми беа, знаеш, бегав од Ѓорги Димитров, бегав од Карев, кога беа многу тешки тие некако и сакав нешто полесно, ствари пак се зезнав.
Затоа што во Ѓорги Димитров беше било по дефолт, нели кога ќе се постави прашање да кренат 25 души рака и да знаат одговор на прашање. Во Здравко Цветковски беше тешко да докажеш дека нешто знаеш. Значи на професорине од тројка поише раката не им пишуваш, како да ти кажам. И ти таму да добиеш петка, требаше, не знам, Сега цела книга да ја знаеш на памет. Сега со овој одговор твој ми отвараш некои други теми. Аха. Ќе скокнам Ќе се вратиш. од моите прашања. Ме интересира што мислиш за денешното образование. Дали има веќе наставници како порано? Не. Сега ме враќаш, ме влечеш за јазик. Пред неколку години напишав некој статус на Facebook и ме линчуваа човече под статусов. Баш околу тоа, околу образованиево на педагошки, барем јас кога завршив средно, на педагошки се запишуваат тие што беа со најслаб просек и се запишуваше најлесно на педагошки. Важеше тоа, сега не знам како е, значи нема фаќа за збор. Важеше тоа дека тоа е факултет што најлесно се завршува. Тоа не сме да биде така, Кира. Значи тоа се утре наставници и професори што ни учат децава. Нели? Да. Мислам дека таму треба да биде најстрогиот приемен испит, таму треба најтешко да се влегува, а кај нас тоа некако обратно да работите. Фатив некои стари професори на факултет и во средно, така да мислам дека окей поминав. Сега образованието ни е на колена дефинитивно, како и секоја институција што ни е на колена. Или не на колена више, паднати сме. Легнати сме, така да треба сериозна работа на секое поле. Образованието ми е многу важно пред се како родител, нели како треба дете утре да ми учи некаде. Треба да извадиме добри генерации. Ако потфрлиме со младината како општество, тогаш сме зезнале скроз работа. Да, се согласувам со твојот одговор тотално. Ајде да се вратиме сега назад. Прво ќе ми кажеш, си заврши таму ГУЦ и реши сама да отидеш на ФДУ, се мислеше да одиш на друг факултет или беше строго решена дека ти ќе бидеш глумица? Не, сакав да одам на ФДУ, меѓутоа бев убедена дека немаме примат. Зашо оди се со врски? На ФДУ не може да влезеш, нели? Не беше тоа мој некој среќен избор за моите родители. Некако не сакам многу да го студирам тоа, не сакам многу да бидам, нели, актерка. Така да со нив некако пројдов лесно, пуштете ме на приемен, зашто знам дека немаме примат, да ми пројде меракот, нели? И после тоа сакав да студирам психологија. Така да ме пуштија така, кога ме примија беа посрекни од мене, не знам како и зошто тоа излезе, јас бев шокирана кога ме примија, кај Владе Милчин завршив актерска игра. Фала му за секој час, фала му за тие 4 години, за секој час по актерска игра и за се друго што не научил, нека е жив и здрав. Не беше лесно, воопшто, да се студира кај него, меѓутоа сум горда и срекна што го поминав тој пат. Ирена, од неодамна или од пред 2-3 години, ајде не е некој голем период, си дел од гостиварскиот ансамбл, од тој театар. Кажи ми како одат подготовките оваа нова сезона, спремате нешто ново, некоја нова представа? Да, во Гостивар сум веќе 3-та година. Претходно бев 2 години во Велешкиот театар, дури мислев дека таму ќе се вработам, ама не се вработив. Бев една година еден проект во Охридски театар работев. Да, меѓутоа тоа беа проекти приватни, не беше како на паушал нешто. Во меѓувреме одев цело време по кастинзи, работев во Канал 5, одев на сите кастинзи театарски, не поминував, нели, се спремав сериозно. И на крај се случи, знаеш како и воопшто што бидува во животот, кога најмалку се надеваш на нешто. Тогаш бев тазе мајка, кога беа приемните во Гостивар, Ева ми беше некои 6-7 месеци и сум се спремала за приемен во Гостивар буквално со дете во една рака и читав Макбет во другата рака учев. Сум била, морам да признам, и поспремна на многу други кастинзи, многу повеќе сум се тресала за другите аудиции по Скопје, меѓутоа ете таму се случи во Гостивар, таму требало да бидна. Гостивар е млад театар, значи отворен е пред короната. Предходно Гостивар немал театар. Немал театар. Да, значи 4-5 години е Гостиварски театар. Да, многу млад театар, 11 луѓе сме во екипа, 3 сме македонци. Се работат представи и на македонски, и на албански, и на турски. Тоа сакам да те прашам сега. Како ги спремате, како тече еден процес? Например, ако е на македонски текстов, се албанциве зборат македонски. Ако е на албански, ти збориш албански или? Не го знам јазикот. Мислам да го знам, најверојатно би играла и би зборувала и на албански, и на турски, меѓутоа не го знам. Тоа е мој минус сигурно.
Кога се конкурира во министерство, се конкурираат и проекти на македонски, на турски и на албански. И така и најчесто се одобруваат, па правиме 3 представи, од кои едната е македонска представа, така беше лани. Годинава имаме сега проект, Бесфорд и Дризи почна да работи во нашиот театар и слуга на две партии, според слуга на двајца господари на Голдони, иначе овој текст е на Сашо Коколанов. Играме цела екипа и тоа е представа на 3 јазици. Да, ќе се игра на македонски, турски и албански. Добре, кога се игра на албански, ти не ги разбираш со збор. Не, тоа се во самата представа, мислам ќе има луѓе што меѓу себе разговараат, ќе се случува во Гостивар, значи дејството на представата е во Гостивар. За млад човек кој што работел 20 години во Америка и се враќа сега во својот роден крај. И нели Гостивар е место каде што човек може да се разбере на 3 јазици. Така да ќе биде интересно, не знам, сега почнуваме, така да ќе видиме. Прв проект од ваков тип? Да. Предходно какви представи играше на македонски? На македонски. Знам со Марко Дојовски. Со Марко игравме, со Марко Дојовски, да, тоа ми е колега од Гостивар. Дуодрама игравме, Чорба од Канаринец, се надевам годинава пак ќе имаме на репертоар. Според тебе што му фали на театарот, знаејќи дека, како викаат, театарот треба да биде огледало на општеството? Па фали малку повеќе да биде огледало на општеството, неверојатно. Да. Да, види, театарот треба да е, како и секој уметник, според мене, и според некоја дефиниција, треба да биде вечна опозиција и треба да биде, огледало на општеството. Представите што ги играме треба да бидат глас на народот. Точно. Сведоци сме дека веќе неколку години, повеќе години, се поретко тоа се случува. Се надевам дека ќе се вратиме на корените на тие дефиниции и ќе почнеме малку да бидеме гласот на народот, малку повеќе, за и на самиот народ да му биде уште поинтересно да доаѓа во театар. Најверојатно му треба помалку партизација, политика мора да има, едноставно политиката го води, Општеството. Да, едноставно мора да има политика, меѓутоа мора малце партиите да бидат помалку застапени внатре во уметноста. Инфилтрирани се според тебе? Па се, како не се. Да, како има и во различни секоја друга структури, пора, кој ќе дојде си ја носи својата гарнитура. Да, меѓутоа најмногу штети најверојатно во уметноста. Најмногу гуши во уметноста. Да, на политиката реално не е место во уметноста. Да. Океј, да, се согласувам со тебе, меѓутоа така се поставени работите сега и треба да тераме. За театар не те прашувам повеќе. Да се бориме за да биде подобро, нели? Точно. Меѓутоа мислам дека треба тоа е еден процес кој што ќе трае малце подолго. Секако, апсолутно. Знаејќи дека театарот порано, македонскиот театар беше многу силен, многу јак, многу награди драмски има добиено на Стерино позорје на само малку да го исклучам нешто телефонот. Океј. Знаеме дека си активна и на филмското платно. Неодамна видов на Facebook дека еден краток филм во кој што ти си главна улога, мислам се викаше Бак. Да. Добива многу награди. Да. Може ли малце повеќе за тоа да не? Тоа е, леле, и тоа е да се чудиш, Кира, среќа. Значи, тоа е на Филип Момировски, првиот краток филм. Филип сега решава да се занимава со режија. И му требаат неколку кратки филмови, не знам тоа како оди за да можеш да конкурираш во министерство за два кратки ти треба. Два кратки. Така некако, тоа не сум го знаела. И Филип решава да не земе мене и колешката Матеја, негово е сценариото. Кај те најде Филип тебе? Кај те види? Во Манџа? Филип, не. Па да, прв пат таму сме се видели уствари. Па нели ни доаѓаше на гости? Да, на гости ви доаѓав, да. Филип, мислам дека, не знам, за кастингот се консултирал со Игор Ивковиќ и со Миодраг Костич. Јас со Игор сме пријатели со години и така нешто, нели. Драмско студио имавте. За профилите што ги бараше, Дзирнија Ирена, така да се видовме ние и предходно, потоа ми се јави дека сум ја добила улогата. Тоа го снимивме некако, не знам како да ти кажам, во студио е, вака е снимено во студио, направена е дневната соба, направена е кујна, се е импровизирано и е некако за сите беше како прв таков проект, нели? Као сите да се учевме во целото тоа. Толку, не знам, го снимивме од љубов, као за нас да го снимаме, а уствари доби толку награди, се изнашата по толку фестивали.
Ете, тоа ти Тематиката што тоа ти е во таа филмот? лесна нога. Да. Колку повеќе сме зависни од социјални мрежи, претпоставувам. и како Фактички тие багирани сме. почнуваат да влијаат на нас. Да. Фактички Кратко е, тие- 10-минутно филмче, можеш да го видиш. Кај да го видам? Да го погледам. Има Не, негде? чекај, не, се уште го нема. Се уште го нема. Се уште не. По фестивали оди се уште, потоа ќе може да се види. Во Македонија на поголемите филмски проекти влегува само одредена постава на актери, сведоци сме на тоа. Така. И ретко сте да видиме нели други актери. Ти си била на кастинзи, јас сум бил на кастинзи, се некако не иде, се некои други викаат. Дали според тебе мислиш дека треба да се промени тоа, односно да почнат да викаат млади луѓе и надежни актери кои што малце ќе го променат и стилот на филмот, знаејќи дека секој филм наликува на претходниот. Затоа што су исти глумци, исти режисери. Да, апсолутно. И Па и не само на млади, едноставно треба да се даде на тие кастинзи, треба малце да се отворат кастинзиве, нели, у принцип се затворени кај нас. Магичен филмските. затворен круг. Да, магичен затворен круг, за жал. Едноставно треба да се отворат кастинзите, ама неверојатно за тоа треба многу време, затоа што многу не има актери, нели, треба некој да седне, да го гледа тој материјал. Не знам кога пред студентка бев, мислам дека кога бев на некој отворен кастинг за не ме текнува за кој филм беше Кира, се појавивме 500 души актери. сигурно Тоа јас сум траеше бил, од сабајле до вечер, мислам, и на крај влегуваш 6 сати си чекал, влегуваш, нема ни режисер, натрај представи се пред камера, излези. Нели, на крај во филмот играат луѓе што не се ни појавиле на кастингот, што не ни продефилирале тука. обично изговорот е, извините прекинав, режисерите оделе на сигурна варијанта. Знаеш, они не сакаат да експериментираат и да се пробаат со некој нов фактор, си викаат, ајбе, овој глуми, навикнате, да нема плюс ден, па тоа се плюс пари, разбереш, све си влече. И затоа они као изговор го кажуваат тоа, он си е спремен за на филм, си знае што си прави и тоа е тоа. Меѓутоа, мислам дека тука губи нашата филмска индустрија. Губи како не губи. Затоа што цело време филмовите се буквално како продолжение на претходниот. Мрачни, социјални, немаат, па одат, па нешто мафии, па не знам, ти текне све некако темно, некако, еве се у последен период, секоја чест за тие режисери што направија комедии. Излегува неколку комедии, не сум ги гледал, меѓутоа видов дека во кината имаше голем интерес, како беше она нешто, ќе те женам, ќе те сменам, нешто имаше нешто такво, некоја комедија. Не знам како се викаше, али ми текно и направи песна. Има, сега значи, па види, излезе некоја друга комедија. Јас се радувам пред се што почна да се снима. Значи малце повеќе почна да се снима, тргна возот малку. Во споредба со соседиве сме многу назад, мислам, бугарите, србите, да не збориме. Во Србија скоро слушнав дека во моментов 16 серии се снимаат. Србите се во светлосни моментов, години пред нас. Како да ти тоа. кажам, а ние се крстиме на некој кастинг нели еднаш во 2-3 години, па уште и ако те викнат, па готово, пресреќен си. За тематиката не можам да навлагам, тоа е веќе нели сценаристи, режисери, тоа си е нивна работа, меѓутоа за кастинзите дефинитивно мислам дека треба малце да се поотворени. Да. Не дека актерите ни се лоши што се појавуваат по филмови, не дека Далеку не ни од се тоа. докажани, меѓутоа да, нели да гледаш еден актер во 10 различни ликови во Почнеш да се секој фрустрираш. филм, Тоа е тоа. Па Мислам да не знам, бидеме може реални. би има некој, можда, не знам, едноставно повеќе одговара физички за ликот, нели? Филмот е пред се физикус и добар кастинг ти е 90% завршена работа на филм, зборувам. Така да треба, дефинитивно треба малце повеќе да се отворат режисериви и да дадат шанса на други луѓе, затоа што ако не ти се дава шанса, ти нема да видиш тој во тие навикнатите пред камера, нели? Ако работиме со овие што се навикнати пред камера, мора да дадеме шанса и на другиве да се навикнат. Да. Ај кога сме веќе кај тие млади невработени, мислам дека околу 150 актери има таму една база на актери, нели, кој го организираше тоа, имаше и протест дека синдикатот не ќе да се заложи за глумцеве кои што не се вработени, да се отворат нови театри, нови институции, пошто испаѓа дека знаеш сега со колективниот договор им ги качуваат плативе на вработените актери, а овие што не се вработени ништо не прават, работат као келнери, као не знам по бензински, бегаат од држава, ме разбираш, пошто реално
Што да прават? И они треба да живеат од нешто. Така, Кира. Како што ние сме се снаоѓале, мислам, и Да, јас и пред сега да се зошто тој вработам. синдикат не застане да рече чекајте малце дечки. Секоја година, еве, го имаме Тетовскиот факултет, го имаме ФДУ, ја имаме ЕСТРА, толку се мислам 3. Да. Така. Тоа ќе ти кажам, значи Излагаат имаме по колку? хиперпродукција на актери. Хиперпродукција на актери, а нема По кај десетина да луѓе се да реализираат. излегуваат од СИТА, некаде имаш и по класи, еве ние во класа бевме 14, нели? Не се секогаш фиксно 10 луѓе, по десетина луѓе да излегуваат ти годишно имаш 30 актери. Од Македонија завршени, а каде се овие од Бугарија што завршиле па се Од вратиле Србија. дома, од Србија па дошле, нели? Тоа е хиперпродукција на актери во споредба со тоа колку театри имаме, ние немаме во секој град театар во Македонија. Да. Значи, и да сака некој да си отиде дома, нема каде да отиде, нема театар. Да, и му го зима држи. местото на некој, например, од Едноставно- Струмица дојден, некој скопјанец не може не да можеш работи. и тука да ги преполниш, Кира, реално. Значи, сега не ја знам точната бројка, меѓутоа има многу вработени во МНТ и во драмски Што и се во надвор од комедија. што не се скопјани се. Да, ама не и да се скопјани, едноставно имаш многу актери вработени. Не можеш ти Аха. само да трупаш актери и да вработуваш, а да не ги користиш. А од друга продукција страна, нема, да- Продукција нема. Да. Значи, едноставно е, мислам дека најверојатно треба по факултетиве тоа да се направи наместо 3 години примање па 1 година пауза, мислам дека на ФДУ е така. Најверојатно треба На не секој знам, 4 еднаш во години да 4 излага години една да класа. излегува, Барем- меѓутоа вработете ги децава, нели? Да. Ќе излезат и најдете им место по театри. Па така било порано во Југославија, не знам дали знаеш од постариве наши колеги. Дека веднаш ги на- вработувале на после секој дипломирање, 4 на секој 4 години имало. Еднаш на секој 4, Да. тоа не знам. Е да. така било. Тоа е веќе, порано. нели? Па така треба, тоа е системот. Да. Трупаш, а немаш кај да го реализираш тоа што си го извадил. Да, така? да, апсолутно. И затоа доаѓа до вакво нешто. До вакво незадоволство. А во поглед на невработените на тој синдикат, мислам дека имаше некаков договор дека би требало да ги ангажираат дури и театриве кога ангажираат Да, луѓе од тоа. надвор треба да прво невработените, нели? А Да имаат дипломирани, предност, да така? имаат предност, да. Па, нормално. Мислам дека имаше нешто такво, ама не знам докаде. Затоа што и се заборава, функционира. се согласиш со мене дека ако не го гаиш тоа што го знаеш, едноставно тренинг, се знаеш, тренинг, да, ќе се тренинг е во закрзлавиш. наводници се го ти ставам, затоа не си што- застанал на сцена 4 години и сега најдаш представа, Тоа знаеш. се чувствува, да. Се чувствува и треба рутина. Така. Ајде сега за тебе да се вратиме, доста ги оговараме овие по факултетиве. Најново од тебе серија од Јани Бојаджи. Така. Беше во претходната, Да. Бистра вода. Во бистра вода, бе, да. Сега повторно, значи ти со Јанис имаш една долгогодишна соработка со него, он те зима скоро во секој проект, што е за поздрав, мислам, затоа што пред се си квалитетен актер. Сега, еве, се поврзува муабетот од претходниот, меѓутоа ова е нешто сосема поразлично, нема да биде исто ко претходното. Да. Таму си главна улога. Види, Ајде малце повеќе за ова. Соработувам со Јани повеќе од 10 години, да. Да, знам. Меѓутоа регуларно си одам на секој кастинг. Ако и да си одиш. Си одам, си Секој спремам се бори за материјал, своето. нели? Да. Секој си се бори за Во некој своето. филмче повеќе, во некоја серија помалку, како и да е, некако, меѓутоа се појавувам најрегуларно на секој кастинг. Во овој филм, и серија, значи ова ќе биде и филм и серија, утре наутро се вика. Како филм и Пред серија? се ќе биде филма од Ќе биде компресирано во филм и компресирано после во ќе филма, го... после да поголем материјал, Аха. нели, поопширно ќе биде Интересно. во серија, Колку мислам дека епизоди ќе има? 5-6 епизоди ќе Да. бидат. Филмот го очекуваме на пролет, едва и чекам да го видам. 2025-та, така. Да. Има време. Значи се Има време. монтира се. Сега е во процес на монтажа, Постпродукција. снимавме 3 месеци ми се чини, така некако се снимаше, затоа што го Машала, снимавме многу бе. целосниот материјал, да, значи снимавме материјалот од серијата. Во ова не требаше да бидам дел. Бев на кастинг, нели, Јани најкултурно, најпријателски ми кажа дека треба да им дадеме место на ромите, бидејќи се работи едниот дел од приказната е приказната за ромите, кој е некаде во 2007 ли беше, која година беа вратени од граница, не можеа да заминат за Германија и тоа нашите ги вратија само затоа што се роми. Се случи таква дискриминација. Ова се случи реално. Да, значи според вистински настане базирано. Да, и серијата. мислам инспирирано е од овој мој дел, нели, од Ти глумиш вистински- ромка? Јас глумам ромка. Шубаво. Јас не требаше да бидам дел од ова. Не требаше да меѓутоа- шминкаат тебе црна си. Меѓутоа, не знам што се случи, колегите не, мислам, одбиле роми, едноставно Како некој не одбиле? се Па и поклопил, нема некој многу- одбил да игра, некој... Има една ромка актерка, ме сретна во еден мол и ја познав и мислам дека е професионален актер, само не ми една полничка. Не знам сега, Кира.
Се добро, да, ама само ете Добро, таа ја да, знам, да. таа ја знам. Некој бил зафатен со друг проект, некој не знам како, едноставно не можеле во тоа време кога требаше да почне филмот, ја им се јавува и вика ќе играш ли ромка. Викам ќе играм, нема проблем. Збореше Ќе на учиш ромски? ли ромски? Да, 90% од филмот зборувам ромски. Знаеш? Сега да ме прашаш, не знам Со колку Кирила памтам. Манги? Да. Ама кари, Види, не знаев ни го збор кажеш. ромски и најмногу се плашев од тоа. Ја рече дека тоа е најмал проблем и наистина излезе најмал проблем во споредба со се тоа што бараше ликот од мене. А ја ни бара многу емоции, ја ни сум работел со него, знам каков е исцрпен, темелен режисер, да, што да. е исто за поздрав. А и да ми се вика ликот. Направивме трансформација и физичка. Прв пат некој се реши да ми прави трансформација. Многу сум среќна за тоа, затоа што имаме обичај во филмовите наши, знаеш како си на кафе, вака да те земи да те стави пред камера и да си тој лик и супер. Каква трансформација ти правија? Пластични некои додавки не, на лицето, нешто или па ја скратив косата како што гледаш цел живот сум се мала шатираше? долга коса, се шатирав, Знам, ја скратив, да, и носам сини леки, сини очи имам во Супер. Во логава, да. Учев ромски и се спремав многу за еден лик што е апсолутно различен од мене. Значи, во поим, во корен различен од мене. голем Така предизвик за да, тебе? Да, многу голем предизвик, до сега најголем. Затоа викам едва чекам да видам. Задоволна си како го малци се плашам од тоа, нели, да видиме, сакам да видам како го како изгледа. произнесе ликот Да. според тебе? Оке беше или знам дека си самокритична девица Многу, со мене. многу сум самокритична, така да не ме Тоа е прашувај, добро. затоа Добро, што не и те кога ќе се гледам, ќе најдам. Вака ќе прави. Да. На нозе се гледам, Сигурен обично сум дека премиер. одлично си го одиграла тоа. Ајде сега за малку за театарот, алтернативниот театар од Пишани, од кој што си во кој што си дел веќе колку представи, една, две, три, колку? Не, само една, гостувам во една представа. Гостуваш. А ти не си дел од тој? Не сум дел од. Аха. Види, знаеш на кој начин сум дел, тоа е многу интересно. Сите од алтернативен театар од Пишани ми беа мене ученици. Како ве? Во драмско студио ми доаѓа и они беа највозрасната група во драмското студио. Маријан беше мој ученик, иако е постар од мене неколку години. Имавме драмско студио предава во одигра до представа во универзална предања Запалат универзална. Уште. Ја запали, Не знам што се случи, универзална изгоре, не можам да го прежалам тоа. Имавме на малата сцена горе едно драмско студио, едно кутивче прекрасно. И таму држав часови за говор, актерска игра по потреба, иако не сакав многу да влијам на тоа поле на децата. И имавме една возрастна група. Тоа се алтернативен театар од Пишани, што после завршувањето на драмското студио толку многу си се здружија децата и решија да си направат еден свој алтернативен театар на чело Што е за со поздрав? Маријан Ангеловски. Да, многу е за поздрав, затоа што Викаат зимаат и актери кои што награди. немаат други ангажмани, не така, разбираш? така, Некој така, коме? да. Да, ти си ни гостини исто од неодамна. Да. Сега нова представа ќе правиме. И сега пази до кај догора целава работа, мислам децава ми се јавуваат во еден момент, наставничке ќе играш ли со нас во представа? Си ја Ќе играм викна како наставничката, да. Благоја Чуревски игра со нас во представата, исто така и Чуре ми се јави. Да, ќе го викнам и него ретка, Да сакам го викнеш со него да обавезно, зборам. Има Чуре- од него многу муавети да се свршат. Многу. Ке ти требаат неколку 2 сати ќе епизоди, направиме да, подкастот. неколку делови ќе ти биде емисијата. Чоре кога ми се јави, просто не можеш да речеш ни не, нити да прашаш за што се работи. Мораш Работиме, да кажеш, работиме, играме, кажи кај треба да се појавам и во колку. Со Чоре до сега немам состанато на сцена, така да огромно ми беше искуството. Фала му за се. Се надевам дека ќе не живее представата. Инаку Чоревски го прочитал текстот на Маријан, Среќен мртовец, и го побарал сам Маријан и му предложил да ја правиме представа. Инаку тоа е наградуван текст на Маријан Ангеловски, така да многу ми е драго што го оживеавме. Шетаме низ цела Македонија, дел си од проектот, многу ми е драго што играм и со тебе што играм на иста сцена, колку време сме Чути колеги. се вратив во театар. Се врати во театар, да. Ќе играме повторно во Скопје представата во ноември месец, ја можеме заедно да си ја изрекламираме, да си ги поканиме гледачите Ќе да ги ни дојдат викнаме на и нив. представа. Така. Ќе направиме муабет и за новиот проект, а и за тоа што следува од Среќен мртовец. На кратко, дали на македонската сцена се уште и фалат нови продолжени епизоди од народните приказни? И фалат, и секогаш ќе фалат. Имаше некои
не знам, и тоа од наши колеги се појавија некои такви муабети по Facebook, не играете деца по приказните, не си го трошете талентот. Дали Или ликот, и затоа после не ве взимаат други. да, или талентот. Нити ликот може да се потроши, нити талентот може да се потроши. Мислам, стварно, тој муабет кружи небулозно одамна, дека да како го си во слушнеш, приказните. посебно од своји колеги, тоа е страшно небулозно. Еве јас отворено јавно кај тебе во емисија кажувам дека сум ги снимала приказните, заедно имаме снимано околу 200 приказни. Така е. Дека ми се многу драги, дека се дел од нашето минато, дека публикава и народов многу ги сака и ако се снимаат повторно ќе играм. Ако ме викнат сега. Ке те викнат, ти си главната мома со стомните што доаѓа момокот Па и добро, Кира, се ја дешава. старееме, ќе видам тетката утре, стринката, Да, нешто. Како Е, да е. сега кога сме кај старењето, од пред 3,5 годинки ти стана мајка. Така, На малата сладка Ева. така, да. Како се снаоѓаш со мајчинство? Се снаоѓам, мислам дека се снаоѓам, се надевам дека добро ми оди. Не знам, предизвик е секира. Ти пречи ли во работата, например, знаејќи дека си ангажирана, кој те заменува, кој го чува детето кога ти си на Не може да проектива? ти пречи никако, мислам, само ме надополни како лик и како човек и како карактер. Не можеш да не се промениш. Ако некој рече дека не си се променил кога си станал родител, тогаш нешто не е во ред со тебе. Ако тоа нешто не сменило во тебе, тогаш не е Зависи, нешто во кај ред. некои жени обратно делува. Не знам, мене многу позитивно ми влијаше, баш ме надополни како човек, не ми одзима од времето, кога сум на проекти, мајка ми ја чува, значи баба Значи, Вален мајка е ти најдобрата помага. баба на светот и деде Владко, тука се, моја десна рака добре, се секогаш. добре Да. Не знам што повеќе да ти кажам, малечко детенце, Во Градинка оди? среќно, сега не оди, правеше операција на крајници, нешто, да, вадевме, така да сега сме во некој период на закрепнување и повторно ќе продолжи. Супер. Во Градинка, да. Се надевам не знам, еве, ти си родител, значи, Ја, ако со почнам да истите зборам. работи се Ја, со соочуваме. 3 деца сум, више со опашка сум. Ти си толга. ептен, да, може часови да ми држиш. Може, да, за родителство, за тоа барем можам. Се надевам дека добро се снаоѓаме, знаеш, гледам дека на децава им фали, гледам да ја го дадам тоа што во принцип ме плаши и модерниве родители. Некако, знаеш, модерно е дете во 2 години да оди на балет, тоа само што проводело, ама оди на 2 прсти и прави пируети по дома. Модерно е на 3 години да почне јазици да учи, модерно е, не знам, све да правиме, само да не сме дома. Јас гледам да ми е во домашна атмосфера, сакам да знае што е дом, сакам да знае што е љубов, сакам да знае како се игра во парка, не само во игротека. Така да, Браво. да, пробувам, давам се од себе, нели, да расте Стара како школа. нормално детенце. Како нашто не чуваа Да, порано. да. Немавме такви ние Да. занимливости како сега децава што ги анимираат. Да, ако се на ти во секој прво можен оделение начин. имаш фудбалер, имаш балерина, имаш дете што знае 2 јазици, имаш, мислам, прво оделение 6 години. Не. Океј, првиот бакнеш, Ирена. Кога беше? Кире, прошлиот живот. Ме враќаш назад Те сега. враќам сега. Првиот бакнеш, мора да ни кажеш. Беше многу одамна, а реално не беше толку рано, значи бев многу долго време дете, што сум многу среќна за тоа и многу долго време бев девојче. Некако многу покасно се разбудив, таму негде во средно, не знам, во трета средно прв пат креон ставив. Некако така, знаеш, многу покасно станав девојка. Тинејџерка, да, Лудите најверојатно тогаш, кога ме фатија тие луди години, првиот бакнеш во паркчето во Козле, кај што ми се случи. Со кој? Тоа не ти кажувам. Не е важно. Некој беше од училиштето или некој постар батко? Не, постар батко беше. Вие сме по-постарите. Не, имав многу така си, прва љубов и леле. сега да се вратам, мислам дека па би го направила истиот А избор. бакнежот беше вака мој или она знаеш Ма, францускиот? Билкире, те А? молам сега. Не, јас за францускиот сакам да Што знам. влегуваш? Иначе тоа ми е драгото паркче во Козле кај што сум израснала. Сега не се искршени лулашките, апелирам до општина Карпош да ми ги направат. Ќе видиш како ќе те ги стрели. Тоа е, да, не знам. Имам еден дечко опасена. Доаѓа со цела опрема со тие стругалки, Добро. мугалки, шмиршебни, све ги седа, ги Супер, фарба нека и ни го тоа. среди паркчево, таму растеле Ќе моите, видиш. таму јас сум растела и Ева ми расте таму, така да тоа е единственото ќоше неизбетонизирано, мислам дека во Козле. И сакам да си го сочувам. Ќе го лоцираме тоа, не се секире. Ајде сега кога сме после првиот бакнеш да го откриеме твојот љубовен статус.
Има некои, Ќе ти го нема. скопнам прашањето. Знаејќи дека имаш многу одварачи, мене што ми се има дешавано, покрај тебе ја го јадам. Ќе ти кажам како. Како е, Кири? Значи дека сме колеги, не гледаат по приказни Треба да ти све. се извинам за нешто. Извини ми се јавно, бидејќи ми пишуваат, абе брат, ај мисти ми ја таа од приказките најубавата. Сериозно? Сериозно, ја, ајде, блок. Разбираш, значи не можам, човече, гледаш, сериозно, никогаш не имаш си еден ми пренел период. вакво нешто. Како не сум ти пренел? Ти имам кажа, Сум имаш заборавена, забораено, да. да. Цело време ме напињаат зашто стварно си една од најубавите актерки, сега тоа ти се комплименти кои што се реални, не ти правиме сега тука некои лажни реклами. Добро, не кажеш да ни кажеш сега дали Не, фала што ти си, за како си. комплиментите. Добро, да. чувај си Иако го не тај. не се трудам кој знае колку гени се во прашањето. А ти пишуваат многу, предпоставувам тоа. Ај со тоа барем кажи ни како се Да, справуваш. немам време, Кир. Не ги читаш? Не. Порано сум можела, сум читала, сум одговарала, сум гледала да бидам културна со сите. Експлицитни слики ти праќале? Не. Биди реално. Биди реално. Барем од кога сум станата мајка, не. А пред тоа? Културни се. Да. Јако да мислам, кажи си шо, да си кажуваме се, нормално Добро, е тоа. секакви не има, така да, и глупости. самите ние не знаеме што се имаме по социјални мрежи, ама да, еве и да се извинам навистина, откако сум родител веќе немам време ни да враќам многу по Facebook и не користам и телефонот не го користам многу ретко. Значи, ете, драги одварачи, за сите вие што мислите дека имате шанса кај Ирена Илиевска, еве јавно ви кажа, немојте да пишувате за џаве. Можете да дојдете на представа, да купите еден букет, па после представа, добро. после поклон да дојдете да и се представите и веќе тука може да добиете барем 2% шанса да ја поздравите или ако ништо друго да ја допрете. Да. Сега тремаме Океј. фати на крај. Вака сега, имам една игра за тебе пред крајот. Каква игра? Значи вака, ќе ти предложам 3 животни. Добро. Ти треба да избереш едно од нив. Добро. И после ќе ти кажам што Што е. значи тоа што сум го одбрала? Не. Добро. Ќе имаш задача да направиш нешто. Значи, мачка, куче или зебра. Мачка. Сега, како ќе изразиш љубов на партнер, доколку би била мачка? Те молам со мачкински јазик ова. Например, да му кажеш те сакам. Па како ја одбрав баш мачката? Па нели па си мјаучиме ние кога сме така презалюбени, нели? Дај Нема сега што да тука повикавам посебно малце, да да. ти кажувам. Ќе синхронизираме, Кира, сега тоа ќе Напред ти на синхронизирам. шмјау, ќе те ставиме у рил. Синхронизирам. Добро, мачки бе освен мјау, не знам што прават. Тоа е, не знам што прават. Знам овие. Мачор може да праша што би правил. Мачки е многу. Ти знаеш што ми си има десено со мачор под тераса, као бебиња се човече. Да, знам, не можеш да спиеш. Не можеш, мислиш да. бебе плаче онака, не знам сега ја да го направам. И кај нив нешто се изремети, не се во февруари више само. Не ги фаќа Не, само во све се февруари. изремети у држава, виши мачињата не се тоа што беа. Да. Добро, не кеш да не мјаукаш. Да. Ајде за крај кажи ни што ќе им порачаш на луѓево, на младите актери, не дека ти си многу стара, ама имаш големо искуство. Порака за крај. Да си го следат својот сон. Знаеш, ако колку и да ни е напорна работата, колку и да сме во едно општество во кое не само да си актер и уметник, едноставно најверојатно е да се избориш за тешко за се овде, ако немаш некој да те бутка, да си го следат сонот, да си ја сакаат работата, да се трудат да го работат тоа што го сакаат, иако тоа е ретка привилегија. Нели, да можеш да го работиш тоа што го сакаш, да учат колку што можат повеќе, да читаат книги, да одат во театар, тоа веќе е клише да го кажуваш, меѓутоа никогаш не било потребно како што е сега. Да, и никогаш доста од читање книги. Да. Океј, пред да одјавам емисијата Ирена, за тебе имам еден поклон, подарок. Не ти мјаучев, подарок ми даваш. Дај бе, не напрегнеш. Мјау, шо па ти толку се срамиш, тремате фатилно. Фала ти многу, тоа е ова... екстерен полнач, сега кој ќе одиш у гостивар, да си го полниш телефонот, таму не знам штекерите дали ви се направени, знаејќи дека театарот е во лоша состојба. Во лоша состојба, немаме грејење, се надевам ќе не стават грејење да можеме барем и зимно време да имаме репертоар. Ти благодарам што прифати да бидеш гостинка во премиерното издание на Редкаст. Фала ти на поканата. Ти посакувам уште долги години успешна кариера и на филмското поле, и на
театарското поле. Се надевам дека и ние заедно како колеги ќе соработуваме во некои Тоа ќе ти идни речев, се надевам на заеднички идни проекти, да. Да. Па здравје Божија, ти ставам колега, веќе да влезам во државна Да. квота, мислам во ова. Ајде, те чекаме, те Хајде, викаме, доаѓам, ама барам, не ме примаат, имаме не потреба знам, од има- уметници како те. Кире, комплетен си едноставно, најверојатно, не знам, и шоумен, и музичар, и Фала. не знам, и актер, и пантомимичар, и И пејач, и пејач. и режисер, а? Кажи каков беше ова тизер. Одличен ти е. Генералот. Одличен. Прва мислам дека ти скоментирам, да. Другари и другарки, дами и господа, тоа беше Ирена Илиевска, никогаш не исцрпна, никогаш не докажана. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, зборувавме за театар, зборувавме за филм, одбравме таква лесна тематика, бидејќи сакаме со лесно да ни тргне оваа сезона. На вас ќе ви посакам да останете во добро здравје, да спиете убаво, да имате убави сништа и да се видиме во наредната епизода на Редкаст. Поздрав од мене и се најдобро! Yeah!